Во собранието се одвива расправата за избор на преодната влада која треба да ги организира предвремените парламентарни избори на 11 декември. На почетокот на седмицата беа констатирани оставките на министерот за внатрешни работи Оливер Андонов и на министерот за труд и социјална политика Диме Спасов. Во оваа влада опозицијата треба да ги добие министерските места во секторите внатрешни работи и труд и социјална политика, како и дополнителни заменици министри за финансии, информатичко општество и администрација и за земјоделство, на кои што повторно ќе се вратат истите членови на СДСМ кои веќе беа дел од техничката влада пред да се одложат изборите. Европската унија со нетрпение очекува да се надмине долгорочната политичка криза преку договорот од Пржино посредуван од Европската унија и од Соединетите Американски држави и прифатен од главните политички партии со јасни насоки во тој правец за одговорност и ставање на прво место на интересите на земјата. Тие насоки се клучни не само за имплементација на овој договор, туку и за имплементирање на неопходните реформи за подобра иднина на вашите граѓани, нагласи новоименуваниот амбасадор на Европската унија Самуел Жбогар при предавањето на акредитивните писма на председателот на Република Македонија Ѓорѓе Иванов. Нагласувајќи дека членството во Унијата за Република Македонија е највисока стратешка цел, Иванов изрази надеж за што побрзо деблокирање на евроинтеграцијските процеси. Во време на сериозни предизвици како за Европа, така и за нашиот регион и за Република Македонија, крајно време е за промена на пристапот, а ние сме подготвени да го преземеме свој дел од задачата за иднината на Европската унија, му порача председателот Иванов на новиот евроамбасадор Жбогар. Мелани Трамп, сопруга на републиканскиот председателски кандидат Доналд Трамп, поднесе тужба против еден блогер и лондонскиот весник Daily Mail за клевета. Потенцијално, идната прва дама на САД побара заштита од судот поради тврдењето дека кога првпат дошла во Њујорк, била ангажирана и како сексуална работничка. Daily Mail пренесе делови од напис во словенечко списание во кое еден словенечки автор, кој им е издадено и биографија за господјата Трамп, тврди од агенцијата во која била ангажирана Мелани во 1995 година како фотомодел, работела и како агенција за ескорт дами. Наводно, на тој начин таа го запознала Доналд Трамп, со кого се омажи во 2005 година. Адвокатот на Мелани Трамп бара одштета од $150,000.